Денеска со огромна радост би сакал да споделам убава вест дека во Струмица продолжува убавата приказна наречена Струмица Open Festival и од 6 јуни започнува струмичката магија. Струмица Open Festival ги задржува традиционалните настани кои се одржуваат секоја година, но тие секако дека дополнително ќе разговараме и за промена на одредени локации од состанокот кој што излезе со координаторите. Во периодот од 10 до 13 август се планирани музички концерти кои ќе имаат за цел негување и популаризација на македонската музика. Во тој дел ќе бидат застапени летната школа за гитара, со многу гости, камерниот оркестар од Битола, а секако настапи ќе имаат и нашите Иван Кукич, Александра Јанева и уште многу музички имиња кои ќе ја збогатат програмата на Струмица Open Festival. Јас сум сигурен дека оваа година овој фестивал ќе го привлече вниманието на граѓаните од општина Струмица, но секако и пошироко, и сите заеднички ќе уживаме летната струмичка магија наречена Струмица Open Festival. Секако дека овде како Совет на општина Струмица извојуваме 2,5 милиони денари. Дополнително еве една благодарница до Министерството за култура која што го поддржува настанот со 160 илјади денари и секако ова е убава прилика да се повикаат и општествено одговорните компании да дополнително дадат поддршка на овој настан. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, како што градоначалникот веќе најави, од утре го започнуваме Струмица Open Festival 12 поред. Секако како што имаме и секоја година, исто така и оваа, имаме веќе доста познати и традиционални настани за нашиот фестивал, меѓутоа истите тие настани се надополнети и со некои нови. Утре започнуваме со трибина на библиотеката, а наредниот ден со голема чест и задоволство најавуваме дека оваа година во склоп на Струмица Open Festival ќе бидат и средбите под јаворите, кои што се организираат 21 година поред и прва година се во склоп на Струмица Open. Потоа продолжуваме со догледање училишта, добре, дојдовте игри на улица. Имаме велотурата на 11 јуни, која што е традиционален настан, Book Club на отворено, исто така заедно со библиотеката. Продолжуваме на 14 јуни, Ритамот на традицијата, организирано од страна на Фолклорна риза и Струмица Open. Потоа на 26 јуни ги имаме македонските шлагери, настан кој што се одржува традиционално трета година поред во Малиот парк, заедно со Ретроманија. Потоа имаме на 30 јуни вечери на афоризми и вечери на поезија. Оваа година, прва година поред, организираме италијанска вечер, на која што гостин ќе биде познатиот пејач Павле Камиловски. Имаме ноќни патеки на 30 јули, кои што се оваа година, како и сите претходни, ќе биде на Царевите кули. Потоа на 11 и 12 јули имаме вечери на филм. На 20 јули четврток имаме вечери на шах и борд геймс. На 23 јули имаме баланс байк. И на 26 јули ќе имаме боемска вечер, која што ќе биде организирана на почетокот на паркот, каде што организатор и координатор на оваа боемска вечер е струмичкиот пејач Живко Динев, а негови гостини ќе бидат Сузана Гавазова и Миле Кузмановски. И како што градоначалникот најави, од 10 до 13 август ќе ги имаме музичките вечери, каде што ќе започнеме со летната школа за гитара, која што секако ќе има гости вокалисти. Потоа продолжуваме, ќе имаме настан на концерт на Александра Јанева и пријателите, концерт на Brass Brothers, камерниот оркестар на Битола, каде што вокали ќе бидат Ристо Самарџиев, Тамара Тодевска
и Наде Талевска, концерт на Иван Кукич и концерт на Александра Грув и Саут Бенд. Меѓутоа, ова музичка програма ќе биде дополнително надополнета со други изведувачи.